На одбележувањето на денот на Македонската академија на науките и уметностите беше доделено високото признание Блаже Конески, кое се доделува на научници и уметници за исклучителен придонес во науката и уметноста. Оваа година признанието му беше доделено на академик Владимир Крајничанец за неговата работа и достигнувања кои оставија значаен белег во македонската академска заедница. Програмата вклучуваше изложба на ракописи и лични предмети на Блаже Конески, како дел од иницијативите за зачувување на неговото наследство. Присутните имаа можност да слушнат и беседа за значењето на Конески во македонската литература, а настанот беше збогатен со музички изведби инспирирани од неговите дела. Подпредседателот на владеачката партија, Александар Николовски, најави дека од јануари ќе биде достапен нов пакет мерки од 250 милиони евра за поддршка на стопанството. Според Николовски, средствата ќе бидат насочени кон мали и средни претпријатија со цел да се поттикне економскиот раст и да се обезбеди стабилност во услови на глобални економски предизвици. Тој нагласи дека пакетот е дел од поширока програма за економски реформи и за јакнување на домашното производство. Николовски истакна дека ова е шанса за стопанствениците да ги зголемат своите капацитети, да инвестираат во нови технологии и да создадат повеќе работни места. Бугарскиот парламент повторно се соочи со политичка блокада, откако пратениците и во шестиот обид не успеа да изберат председател на собранието. Според извештаите, поделбата меѓу главните политички партии продолжува да го кочи процесот, додека недостигот од консензус предизвикува дополнителни тензии на политичката сцена. Оваа ситуација ги усложнува напорите за формирање на стабилна влада и спроведување на клучните реформи. Аналитичарите предупредуваат дека продолжената блокада може да има негативно влијание врз јавната доверба во институциите и политичкиот систем на Бугарија. Портпарол на Хамас изјави дека организацијата е подготвена за привремен прекин на огнот со Израел, со цел да се обезбеди хуманитарна помош и да се дозволи размена на затвореници. Преговорите, кои се водат со посредство на меѓународни актери, имаат за цел намалување на тензиите и овозможување евакуација на цивилите од загрозените подрачја. Израелската страна засега не даде официјален коментар за можноста за прекин на огнот. Ситуацијата на терен останува сложена, додека меѓународната заедница ги интензивира повиците за мирно решение и почитување на човековите права. Египетските спасувачки екипи пронајдоа петмина преживеани еден ден по бродоломот во Црвеното море, каде што брод со мигранти потона под мистериозни околности. Според првичните информации, бродот пренесувал околу 15 лица, а останатите се уште се водат како исчезнати. Спасувачката операција продолжува, а властите се обидуваат да ги утврдат причините за несреќата. Локалните извори информираат дека мигрантите најверојатно тргнале кон Европа во потрага по подобар живот, што дополнително ја истакнува хуманитарната криза во регионот. Украинските власти објавија дека новиот руски проектил, наречен Орешник, кој бил испукан врз Украина, носел боеви глави без експлозиви, што резултирало со мала штета. Според украинската војска, проектилите не предизвикале големи експлозии, но во моментов се истражуваат сите детали за неговата намена и ефекти. Руската страна засега не го коментираше овој инцидент, но аналитичарите сугерираат дека Орешник може да биде тест за нова стратегија во вооружувањето, што не подразбира големи експлозии, туку може да има други воени цели, како што е деморализација на противникот или нанесување на психолошки притисок.